Добар ви ден, почитувани гледачи. Еден голем поздрав ви упатуваме од комплексотетно село Тимчевски, каде што заедно со нашата екипа на Вкусот на традицијата и Алфа телевизија сме подготвени за новиот рецепт на денот. Верувам дека секој еден од вас се наоѓа во состојба кога ке му се пријаде нешто благо и ке се каже леле, како немав нешто благичко сега да си каснам, или ми падна шекерот, ми треба нешто благичко. Или кога немаме ништо сладко, значи отвараме фрижидер, бараме комбинации чоколадо, нутела, крем, мед, било што. Јас сега ќе ви препорачам едни колачиња кои што стојат и неколку дена и цела недела кои што може да ви стојат на трпезариската маса, но не верувам колку се вкусни, колку се убави и колку брзо се прават. Ќе ги изедете уште истиот ден кога ќе ги направите. Одлична комбинација на сите состојки што секој еден од вас ги има дома. А тоа посебно ми се допаѓа кога ќе влезам во кујната и кај мене дома, кога сакам да направам десерт, а се имам дома. За да го направите овој десерт, вас ќе ви биде потребно да имате 2 јајца, 300 грама брашно, 150 грама шекер, 1 ванилин шекер, 1 пакетче прашок за печиво. Ке ви треба 1 прстофат сол, ке ви треба комбинација на растопен путер и масло за јадење. Значи, слободно ставете 3 супени лажици путер, растопете го, или маргарин, или сало. Ако немате ни маргарин, ни путер, ако имате свинска маст, ставете свинска маст. Исто 4 до 5 супени лажици обичен зејтин, обично масло за јадење. Ке ви треба 1 чоколадо за готвење, или насечкано вака со прст на коцкички ситни, или пак изрендајте го чоколадото, и ке ви требаат мелени ореви за препелкање на колачињата пред да се печат, или ситно насечкани бадемчиња, лешничиња, кикирики, што и да имате. Дури ако немате ништо од ова, користете сусам. Заменски ставете сусам. И малку масло ќе ви треба екстра за намастување на тавата во која што сето тоа ќе го печете. Овие колачиња ви се прекрасен избор за добра семејна дружба со пријателите, со другарките, со другарите и така натаму. Едноставно кога ќе си пиете кафе или чај или ќе појдете некаде или ќе ви дојде некој, вие да си бидете подготвени, а време нема да ви одземе. Значи, прво го ставам путерот и маслото. Така. Сега ќе ги ставам јајцата. Ке го ставам ванилиниот шекер. Ке ставам 1 прстофат сол. Така. Ке го ставам шекерот, 150 грама шекер. И ке мешам. Се додека не се разбијат јајцата со шекерот, со маслото, со путерот. Добар почеток и ветува прекрасни колачиња. Ќе земам сега рачната маталка, малку да поматам. Значи, само убаво да бидат разбиени јајцата. Ова не е пандишпањ, туку ќе се меси после.
Ке се вадат топчиња од тестото. Одлично. Супер. Така. Сега ќе го ставам брашното. Прво половина. Ќе мешам. Сега пред да го додадам и остатокот од брашното, ќе ставам прашок за печиво. Така. Имајте си настрана уште малку брашно, знаете, секогаш и секоја домаќинка кога прави нешто со брашно треба да има отпојке. Не знаеме дали можеби ќе треба да додадем уште кој грам повеќе, додека го добиеме посакуваното тесто. Ти благодарам, Мице. Ете, тој слушна дека треба за мене уште малку брашно. Мице ни е дел од персоналот кој што ни помага во снимањето. Одлично. Сега за сега е добро. Само треба уште да мешам. Треба да добиеме едно тврдо бисквитно тесто, масно тесто. Нешто слично како за ванилици, само што тука имаме нели јајце. Еве, сега ќе почнам веќе со рака да го месам. Ќе ја намастам раката. Ќе ми треба само малку да додадам за размесувањето. Така. Колку е убаво тестото, една убава жолта боја што има од јајцата. Исто како кога месите нели пита, кога ја расукувате кората, кога додавате брашно. Така. Сега ќе го додадам чоколадото. И ќе го извадам тука на работната површина. Ова е чоколадо за готвење. Едноставно, како ќе се распореди чоколадото така? Еве го, веќе не се лепи на трпезата, каде што месам. Одлично. Еве го нашето тесто за колачињата. Еве како изгледа. Прекрасно е. Тестото е меко како душичка, всушност заситено убаво. А е бисквитно тесто, така. Мислам убаво за работа. Оно си е и така рецептот. Така. Сега ќе ставам вака малку брашно. Ќе го оставам тука.
Имам и малку ореви за препелкање, пошто ќе ги печам во мелени ореви. А ќе намастам тепсијата за печење. Така. Редната да ви биде на 220 степени вклучена. И сега, зимаме топче. Топче колку оревче. Така. Еве како ќе ги формирам. Ги ставам во орев и ги ставам во тепсија. Се додека не го искористам целото тесто. Таман ми е ова доза за тепсија 28. Така. И ги редите како војничиња во тепсијата. Еве како треба да изгледа. Се разбира, не мора сите да ни бидат идентични. Дури, ако сакате, ако сте љубители на вкусот на рендана кора од лимон, во ова тесто можете и тоа да ставите. Бргу се приготвуваат, значи нема да ви земат воопшто време, а после и час поскоро кога ќе бидат готови, се јадат додека трепнете. Сега ќе ми остане проблем за едно колач и се чудам каде ќе го ставам. Ќе му направиме место и на него. Така. Повако ќе се потпечи оревот. Мераци. Ај така, ќе му најдеме место. Ова морам да го премесам, за да не ми зема многу место. Така. А еве го последното. И него ќе го ставиме овде. Тоа што ми се останати оревчиња малку вака од озгора, значи ќе печам на тивок оган 180 и после може да се намали на 160. Десетина минути. Десетина минути на 180, десетина минути на 160 и готови ќе бидат. Еве како изгледаат. Останете со нас кога ќе ги испечеме и послужиме на трпезата. Јас уште сега се влюби во нив.
се викат мераци. Овие колачиња се лапни голтни. Значи за секаква пригода, за секаква. Ке си ги направите, ке си ги наредите во кутија и ке си имате. Не знам од кое да земам, сите ми се толку многу убави. И ова доаѓаат како баш онака бисквитни колачиња. Да не можеш да престанеш да јадеш, леле, колку се вкусни, колку се убави. Бабите ке прават на внучињата вакви колачиња и мајките исто. И да ви кажам, толку ми се допаѓа вкусот на путерот со чоколадото, но следниот пат, добро ви кажав дека и јас ке ставам кора од лимон во нив и ке ставам и малку цимет. Така, затоа што нели ние пробуваме, разменуваме рецепти, значи вкусот е врв. Морам да ви кажам дека и до вечер ќе бидат уште поубави. Значи, тоа е страшно нешто добро, но ете така ми дојде сега. Кора од лимон и уште малку цимет за следниот пат. А вие направете ги, значи, вака како што е рецептата, ако сте љубители на цимет и на кора од лимон, додадете. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат, дека некои денови се толку многу кратки, а некои денови се толку многу долги. Зависи со кого сте и зависи без кого сте. На здравје, до следната емисија.